Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, најнапред дозволете ми да изразам голема благодарност до сите граѓани кои вчера низ целата држава мирно и достоинствено оддадоа почит на жртвите кои настрадаа во ужасната трагедија. Ова покажа дека како општество знаеме да ја споделиме болката со почит и солидарност. Во вакви трагични моменти, гневот и болката се оправдани, но морам да напоменам дека потребно е сите да бидеме внимателни, тие да не бидат инструментализирани. Одговорноста за оваа трагедија ќе ја бараме преку институционалните процеси, а не преку сценарија кои можат да не оддалечат од утврдување на вистинската одговорност. Сите сме за правда, сите сме за одговорност, но клучно е таа да дојде преку институционални и правни механизми, а не преку емоции кои определени структури би можеле или би сакале да ги искористат во насока која не ја служи на вистината, нити на најблиските на жртвите, нити на правдата. Што се однесува до мерките и активностите кои Министерството за внатрешни работи во континуитет ги превзема за целосно расчистување на овој кривично правен настан, сакам да ја известам јавноста дека надлежен јавен обвинител од ОЈОГОК донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 7 полициски службеници. Според действијата опишани во наредбата, постои основано сомнение дека осомничените сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Како службени лица вработени во СВР Штип и ПСО Кочани, како соизвршители, осомничените, изготвувајќи, потпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осомничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што починаа 59 лица, а 196 се здобија со тешки телесни повреди. Имено, првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кој е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Петтиот, како документарист во ПСО на Кочани, изработил телеграма во која не навел точни и целосни податоци дека во и близина на кабарето има пријавени нарушувања на јавен ред и мир и пријавени кривични дела, додека шестиот во својство на заменик командир и седмиот како началник на одделение за внатрешни работи Кочани, иако знаеле дека има повеќе пријавени нарушувања на јавен ред и мир во и близина на кабарето, истите вака изготвената телеграма ја одобриле и подпишале, со што како службени лица не постапиле согласно прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за кабарето и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето. Ценејќи дека се исполнити условите, јавниот обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување на мерка притвор за сите 7 лица. Овие лица во овој момент се обезбедени од страна на Министерството за внатрешни работи и се носат во рамки на надлежниот суд пред надлежен судија во рамки на претходна постапка. Исто така сакам да истакнам дека до сега
има определено мерка притвор за 18 лица, освен овие 7 кои што ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, ќе биде изведено пред судија на претходна постапка уште едно лице по наредба на надлежен јавен обвинител, кое што е поврзано со овој кривично правен настан, а при тоа е едно од раководните лица и во овој момент во Министерството за економија. Доколку имате прашање, повелете. Не, овие се лицата кои што потпишале, овозможиле и предизвикале, односно имаме основи на сомнение дека со изготвување на незаконски документи допринеле да се случи ужасната трагедија од пред некој ден. Значи, овие имаат конкретни действија, врз основа на кои што конкретни действија во овој момент надлежниот јавен обвинител по претходно изработена и доставена кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи, одделот за внатрешна контрола, надлежното јавно обвинителство ОЈОГОК, ценело дека треба да се процесуираат на ваков начин. Министре, за која лиценца помогнале всушност овие лица за таа 2021 за 23 или таа фалсификована? За кој време? Овие действија се превземани, овие действија согласно информациите кои што ги имам се превземани за издавање на лиценцата од 2023 година. За лицето што го споменавте, уште едно лице од раководна позиција во Министерството за економија, кога произлега овие сомнежи? Дали во текот на вчерашниот ден или се работи за сосема ново лице? Ова е истото на лице кое што во текот на вчерашниот ден напоменав дека се вршат претреси во рамки на службени простории кое што тоа ги користи во Министерството за економија и кое што е директно поврзано со сомнежи кои ги имаме, а се во насока на изготвување на незаконски документи од страна на Министерството за економија поврзани со предметниот кривично правен настан. Има ли приведено луѓе од општината за сега или се уште се истражува? Согласно информациите кои што ги имам досега, се уште сме во постапка на утврдување на детали во однос на фактичката состојба и напоменувам дека за секој ден за кој што ќе биде утврдено било какво действие со кое што е одредено кривично дело сторено, без оглед дали говориме за действие на превземање или на пропуштање, ќе бидат превземени соодветни постапки од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка и координација секако со надлежното јавно обвинителство. До сега, пак ќе повторам, имаме 18 лица директно поврзани со предметниот кривичен правен настан. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува, поврзана со кривично правниот настан. Огромен број на луѓе е вклучен како од обвинителството за организиран криминал, така и од севкупното обвинителство и од скоро сите поврзани истражни тимови во рамки на Министерството за внатрешни работи. Одделот за организиран криминал, крим полиција и така натаму и така натаму. Списокот нема да биде затворен тука. Согласно индициите кои што катадневно ги отвараме. Македонската јавност мора да знае дека уништувањето поврзано со корупција, непрофесионалност и незаконитост во континуитет нимаат доведено до ситуација да каде и да копнеме, излегуваат трули работи. Не е нормално
ова кое што го констатираме како фактичка состојба. И покрај целокупната посветеност и борба која што ја покажавме против организираниот криминал и корупцијата во изминатите 8-9 месеци, и покрај сите оние действија кои што ги превземавме против огромен број на криминални групи, дали станува збор тоа за поврзани со корупција, дали станува збор за поврзани со трговија со дрога, дали станува збор за трговија со луѓе, или станува збор за друг различен тип на криминалитет во овој изминат период, јавноста беше свесна и е свесна за сето она кое што го превземав. Не можеме да не напоменам, каде и да копнеме е труло. И мораме да имаме навистина темелна истрага, мораме да имаме навистина максимална посветеност, ако сакаме на крајот на денот да ја нормализираме оваа наша Македонија. Одговорност мора да има, повторувам, по не знам кој пат, за секој еден, каде што ќе биде утврдено директна вина, исполнување на битие на кривично дело, без оглед дали станува збор за сторување или не сторување. Од аспект на действие. Друго имаше информација дека собственик на таков објект Маново бил фатен, приведен и очигледно правил некои работи за да ги избегне контролите. Може да го објасните зашто станува збори за тој конкретно тој објект, дали тој има легални документи, односно време се. Во овој момент детално не би можел да одговорам на вашето прашање. Да, запознаен сум дека имало задржано лице кое што е поврзано со действијата кои што ги напоменавте. Се постапува изминатиот ден и денешниот ден од страна на здружени тимови помеѓу Државниот пазарен инспекторат, Дирекција за заштита и спасување, во поддршка секако и со Министерството за внатрешни работи од аспект на утврдување на фактичка состојба со сите постоечки кабареа, дискотеки и останати објекти во Македонија. За ова сметам дека ќе биде дадена детална информација од страна на надлежните органи кои што, да речеме, еве дека превземаат врз основа на своји овластувања действија или во теков на денов или во текот на наредниот период. Првичните информации кои што стигаат до мене се дека констатирани со огромен број на неправилности. Огромен број на неправилности. Еве, само да споделам со јавноста дека првични информации токму пред да дојдам на овој прес дека и ова не е единствената фалсификувана лиценца која што била издадена во изминатиот период. Има најмалку уште една, која што досега имаат откриена. Ова го добив само што пред да се снимам. Таа е согласно првичните информации за Скопје. Така, истражната постапка формално по поднесена пријава, кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи не е отворена, не е отпочната. Заради тоа и имаме 48 часовен притвор кој што треба да овозможи целосно комплетирање на доказите, што ќе биде поднесена кривична пријава од страна на Министерството, јавноста ќе биде запознаена за кое конкретно кривично дело гони, ако биде поднесена таква кривична пријава и лицето за кое што го поставите прашањето. Лично мене, ако ме прашате, согласно на кое што јас можев да го увидам од досега собраните докази кои што како информација се споделени со мене, сметам дека ќе биде истото кривично дело како и за сите останати. Но тоа е, пак ќе речем, надлежност на органите во рамки на Министерството за внатрешни работи и секако надлежност на јавното обвинителство, но од досега собраните докази лично ценам дека треба да е истото кривично. Дали е планирано Да. Дали е планирано да се зголеми бројот на зони каде што ќе биде забранет лет на дронови? Вчера известивте за штики почина. Да. Се вршат проценки
каде точно ќе се забрани лет на дронови во изминатиот период, но имаше доста, да речеме, во јавноста информации кои што беа споделувани во одредена негативна насока од аспект на поступањето вчерашно на Министерството за внатрешни работи. И како министер, и како човек сметам дека еднаш за секогаш треба да ги почитуваме законите. Ако постои правило дека летање на дрон треба да се пријави до надлежен орган, треба да се пријави до надлежен орган. Ако постои легислатива европска дека дронот не смее да биде летан на толпа, дронот не смее да биде летан на толпа. Или ќе ги почитуваме законите за секој едно действие за кое што се пропишани, или ќе ни се случуваат катастрофи. Нема компромис. Дали да ги почитуваме законите или да не ги почитуваме законите. Мораме да ги почитуваме законите. А да, Министерството за внатрешни работи е должно секогаш да се однесува со почит спрема секој еден новинар, особено новинарите кои што се на терен и кои што име работа да ги доловат информациите до граѓаните. Вие си ја вршите вашата работа во насока на информирање објективно на јавноста и тоа генерално го правите одлично. И ве охрабрувам и понатаму во интерес на оваа наша држава да го правите во насока на објективно и навремено, транспарентно, вистинито информирање на македонската јавност. Но ве замолувам сите да ги почитуваме законите. Ако има, пак ќе повторам, правило дека дронот не смее да се лета на толпа, дронот не смее да се лета на толпа. Институционално се изготвува протокол за она кое што треба да следи во текот на утрешниот ден. Јавноста ќе биде информирана во детали каде, што, како и точно ќе може да оддаде почит на загинатите. Јас лично би упатил само една порака до сите, еве да речеме, кои што имаат во себе камери, како новинари, така и сите останати, максимално да го испочитуваат оној апел кој што го имаше вчера од страна на делот од фамилиите. Мислам дека апелот за воздржување од пренесување на тие трогателни сцени кои што ќе бидат во текот на утрешниот ден е нашето почитување на тој апел би било најниската, да речам, вака, одговорност која што би требало да ја покажем. Општо како општество од страна на сите. Се работи на протокол и протоколот ќе биде соопштен од страна на надлежен орган до граѓаните. Ви благодарам.